Добре дојдовте во процес. Самохраните мајки и нивните деца се многу позагрозени од сиромаштија отколку вообичаените семејства. Дали и колку ја имаат поддршката од општеството? Каква е состојбата? На оваа тема разговараме со Дороти Пачкова од Сдруженијето на еднородителски семејства Една може. Добре дојдовте. Добре најдовме. И тука со нас во студиото е Росана Стојановиќ, самохрана мајка на 2 малолетни деца. Таа ќе ни ја раскаже својата животна приказна, но јавно ќе побара помош од институциите кои што досега и вртеа грб. Добре дојдовте и за вас. Добре Росана, вие сте мајка на 2 малолетни деца, едното е 4,5 години, другото е 2,5 години. Бремена сте, наскоро ќе се породите, третото е веќе на пат. Значи, како се случи да се најдете во ваква ситуација? Вака. Од првиот сопруг имам двете деца. Не ни одеше, немавме услови никакви за живот. Мораше да се разведиме. Децата беа се кај мене. Мислев дека тоа ќе биде се, па се најдовме со вториот сопруг, од кого и сум бремена, но пред 3 месеци тој почина. Се среди, кога мислевме дека се е средено, тој почина. Тој работеше, живеевме од него, ама од кога почина сега немаме ни услови, немаме ни дом каде да живееме јас и деца. Вие моравте со децата да се иселите од домот на неговата мајка, да, така? Да. Таму не беше ни станот на негово име. Не ни можев сама ни сметки да плаќам ни ништо и заминавме кај татко ми. Тоа беше живеевте во Прилеп, сега сте во Охрид, да. Татко ми и сестра ми, мајка ми е почината, живееме со нив со семејна пензија, татко ми што ја земат од мајка ми. И ние тројца сега, 4 за брзот, сестра ми, татко ми со една семејна пензија, никакви други примања, јас не примам ништо, не земам ништо, алиментација не ми е платена до сега воопшто. И ниту социјална помош, ниту ништо. Сте се обратили ли во социјалните служби за социјална помош? Има ли начин како да дојдете до документи, да извадите социјална помош? Вас ви е потребен и стан за итни случаи? Да. Се обратив во социјалното во Охрид, моите документи се на Прилеп. Не ги признаваат? Не ми ги признаваат. Мора да ја регулирам адресата на живење, дека сум во Охрид, па за да можам да извам од Охрид. Моментално не сум финансиски во можност да одам во Прилеп, да треба наново сите документи да ги вадам па да поднесам. И не можам сега ради тоа што состојбата не дозволува и не можам многу често да патувам. И двете деца ми се тука малечки се поврзани се со мене и не можам ни да работам никаде сега. Што ви рекоа социјалните служби? Да ја регулирам. Не постои ли некој начин како тоа може да се направи? Да ви помогнат на некој начин? Да ја регулирам. Дали побаравте некоја еднократна помош или за тоа треба? Еднократна помош на некои ептенитни случаи каде детето е болно, дали за операција или за не дај Боже за смртен случај. Само тогаш еднократна помош можело да ми дајат. Дали за ова време додека сте дојдени во Охрид кај вашиот татко дошол некој социјален работник да ве посети? Не. Да ги посети вашите деца, да понуди нешто? Ништо. Во Прилеп само кога бевме почетокот кога почина мажот ми, таму прашав, рекоа дека и алиментација, пошто ми е доделена и алиментација, тој не ја плаќа, дека ако ми е доделена алиментација, социјалната помош можно и да не ја земам, доколку ми следува и социјална помош. Ако плаќа алиментација, социјална помош нема да можам да земам. Детски додаток исто така? Ако бидам вработена, тогаш и детски додаток ми следува, но пошто не можам да работам и не сум вработена, не можам да земам ни детски додаток. Вас ви е итно потребен стан. Зимото, долгото и студено зима е пред нас. Се обративте ли во службите, во Министерството за транспорт и врски? Бевте ли евентуално кај градоначалникот на Прилеп или во општината Прилеп? Побаравте ли во овој дел помош? Побарав, знам, имаше оглас и конкурс за социјални станови. Тогаш мене не ми беше потребна
не ми беше потребен стан, кај живеев, имавме стан, не ми требаше, сега многу итно ми треба. Поидов прашав, ама веќе се тие доделени. Градоначалникот го прашав, тој кажа дека не е надлежен да пратам молба до Министерството за транспорт и врски и до Комисијата за стамбени прашања. Јас пред 2-3 недели пратив молба и сум во исчекување сега. Дали ќе ми вратат, дали ќе ми доделат, дали ќе ми помогнат некако, чекам уште. Добро. Дороти, тешко ли е да се биде самохран родител, самохрана мајка, како што ние, нели? Терминот, вие сакате еднородни родители, обично да го употребуваме, да се биде самохрана мајка во ова општество. Од името на нашата организација, која е единствената во Македонија која функционира и која се бори за подобрување на сеопштиот статус на еднородителските семејства, тука секако ги вклучуваме и татковците, кои живеат сами со своето дете или со своите деца и кои сами се грижат за своите деца. Меѓутоа, морам да напоменам дека во главном еднородителските семејства се темелат на родители мајки. Во најголема мера се жени, повеќе од 80% се мајки, затоа често велиме самохрани мајки. И значи генерално ова е женски проблем, ние се соочуваме секојдневно. Сакам да напоменам, ова не е еден единствен изолиран случај. Ова не е еден единствен. Секојдневието на секоја самохрана мајка е многу слично на ова. Ова е алармантна состојба и ги повикуваме сите институции да почнат да го решаваат проблемот на еднородителските семејства. Од почетокот на осамостојување на Македонија не постои закон за еднородителски семејства. Не постои дефиниран термин што е тоа всушност еднородителско семејство. Кога не го знаете проблемот, кога немаме дефиниција за проблемот, не знаеме ни како да ги наоѓаме решенијата за истиот тој проблем. И не е проблем. Не е самото еднородителско семејство како семејство не е проблематично само под себе. Е различен семеен конструкт од вообичаениот, меѓутоа и според различноста на овој семеен конструкт треба да се прилагодат законите и државата да биде во функција на сите нас граѓаните. Спомнавме дека тие се многу позагрозени од другите семејства, класичните семејства. Тука е проблемот веројатно со градинките, проблемот со вработувањата. Да. Што е тоа што најмногу ги тишти? За почеток би било во ред да имаме дефиниран статус како еднородителски семејства, па според дефинираниот статус и посебноста да има и закони, интервенции во сите закони всушност не се потребни. Главен проблем на еднородителските семејства е немањето дом. Имаме огромен проблем со домувањето. Ако размислиме подлабоко, секоја самохрана мајка е потенцијална бездомничка. Имаме нови резултати за бездомништвото. Голем замав има во Македонија, а никој не го третира како такво. Еднородителските семејства, самохраните мајки, имаме пилот анкета. Дали верувате дека ни 5% од самохраните мајки немаат свој сопствен дом? Сите се враќаат кај своите изворни семејства, каде што не се прифатени најдобро, каде што возрасна жена со своето дете или дечиња влегува во детска соба. Еве, замислете си ситуација, сите вие кои потекнувате од едно вообичаено семејство, дека не живеете во сопствен дом, туку живеете во детската соба од вашето детство. Сега тука ги носите и вашите деца. Најголем број од тие жени живеат во детска соба, спијат со децата на троседи, на кревети на спуштање, за да може преку ден сето тоа да се прилагоди, да се јаде, да се спие, мали деца да се врши нужда во истата таа соба. Алармантна е ситуацијата. Проблемот со вработувањето е уште еден голем проблем. Како единствен возрасен носител на економските бенефиции во семејството е самохраната мајка, а таа е спречена да излезе на пазарот на трудот, токму поради тоа што немаме закон кој би донел до приоритетно згрижување на децата од овој вид на семејства. Значи, државните јавни установи за згрижување на малолетните деца немаат капацитет да примат доволен број на деца, точно. Сега ќе се градат нови градинки, убаво. Меѓутоа се надеваме дека и покрај тоа што ќе се изградат нови градинки, ние ќе добиеме првенство при згрижувањето на нашите деца. Ако детето не го згрижи државата и државна јавна институција, каде што нема да мора да плаќаме огромни пари,
како ќе излезе таа жена на пазарот на трудот и како таа жена ќе може да му донесе млекот на тоа дете дома. Сте разговарали ли со институциите, еве вие правите и трибини, конференции, така натаму, доаѓаат ли? Разговарате ли со надлежни? Вработените во институциите се свесни за оваа состојба, меѓутоа не можат да сменат ништо. Немаат капацитет институциите, нема доволно број на вработени. Тие вработени не остануваат доволно долго на истото работно место за да можат да бидат запознаени со секојдневието. Еве, никогаш не ја посетил социјален работник. Не знае кои се нејзините потреби, не знае кои се нејзините проблеми. Самите социјални работници, благодарни сме што ги имаме, меѓутоа не се доволно сензибилни на темата. Најголем број од жените кои се членки на нашето здружение, знаете каков е нивниот став во однос на влегувањето во социјално и барањето на институционална помош? Еднаш ќе влезат и она што ми го кажуваат е, моја нога повеќе таму не стапнува. Ова е жално. Ова е жално. Да преку шалтер и да се пополни формулар. Тука завршува приказната, веројатно. Тука завршува приказната, ама да. Од шалтер на шалтер. Државни лавиринти. Колку имате, вие имате и неформална група, Facebook група? Имаме неформална група и сакаме да ги поканиме, да. Секоја самохрана мајка и самохран татко може да биде член од нашето здружение. На неформалната група може да членуваат само жени поради нивната безбедност и поради неприликите кои ги уживаме. Сакам да кажам дека исто така голем број од нашите жени се... Колку е нивниот број? Имаме околу 1600 жени. Нашето здружение на секојдневно ниво комуницира со нив и се обидува да реши вакви нерешливи ситуации. Нерешливи ситуации. Со какви се приказни се среќавате? Како да ви кажам, не е само институционалната неприфатеност и неусогласеност со овој вид на семејства, деликатна е и состојбата од друштвената заедница. Самохраните мајки се жртви на стигматизација, дискриминирани се по многу основи, по основ на семеен статус. Самохрана мајка и жена е камшикувана од сите страни, не само од општеството, не само од институциите, туку и од незината друштвена заедница, од изворното семејство. Имаме жена која 3 години не можевме да изнесеме од дома, не сака да излезе, срам е. Срамно е да се разведеш. Ние ги земаме во предвид оние жени кои излегле од насилни бракови, се самохрани мајки заради тоа што кај нив е припаднато старателството, а алиментацијата која во одредени случаи не ја добиваат, а во најголем број на случаи е толку минимална, најчесто околу 2000 денари, така да ги сврстуваме во еднородителски семејства. Тие жени, како да ги решиме проблемите низ цела Македонија, ние едно здружение за еднородителски семејства. Мора да ја организираме државава да биде во наша функција. Нешто што треба да го направат институциите на системот. Дефинитивно. Присутно е голем дел од жените се и жртви на семејно насилство. Постојат ли тие центри каде што се сместуваат? Функционираат ли тие SOS телефони? Како во тој дел се... Тоа го прави невладиниот сектор, тоа не го прави државата. Граѓанските организации се организираат и помагаат колку можат, меѓутоа непроменлив факт е дека ни треба институционална организација во однос на овој проблем. Семејното насилство е во најголема мера резултат на семејното жените од разведени бракови во најголема мера се развеле поради семејно насилство. Семејното насилство сакам да конкретизираме. Семејното насилство е воглавном женски проблем и е родово базирано насилство. Кога нашите институции ќе почнат да препознаваат родово базирано насилство и оние кои треба да ги заштитат жените ќе бидат тука и ќе ги заштитуваат, тогаш понатака можеме да зборуваме за се следно. Реално не постојат шелтер центри или постојат надвадена. Насилникот во пракса не се вади од дома или ако се извади се враќа за 24 часа и ситуацијата станува уште потешка. Полицијата исто така морам да кажам дека овие службеници мора да се сензибилизираат во однос на семејното насилство и да интервенираат. Како вие како здружение се обидувате да им помогнете? Сега гледам дека имате некои иницијативи за собирање на средства, имате некое социјално предприемаштво. Да. Нашето здружение на овие жени може да им понуди психосоцијална помош, може да им понуди психотерапевска поддршка, правно советување, сето тоа може да им го понуди за без пари. Значи нашето здружение, сето тоа се случува. Сето тоа е во Скопје, меѓутоа во внатрешноста сте во внатрешноста се немаме, може да исконтактираме на телефон или по електронски медиуми. Нашите линии се 24/7 отворени. Никој нас за тоа не плаќа.
Ние го правиме тоа на добра волја и даваме пример за женска солидарност. Веруваме дека нема среќни поединци нема среќно општество со волку несреќни поедини случаи и не се поедини. Секоја самохрана мајка е повеќекратна жртва на семено насилство. Правите некакви Не на семено, на секаков вид на насилство, и на институционално, и на семено, и на родово базирано. Правиме акции, собираме средства. Институциите остануваат, нели, глуви и неми не се тука да ги заштитат, оние на кои им треба. Кои се вашите обиди да помогнете? Не само што ги зајакнуваме жените, не само што им ги нудиме овие правни и психотерапевски поддршки. Во делот на финансиите, исто така правиме иницијативи и собираме средства за одделни социјално ризични случаи. Еднородителските семејства се за 30% позагрозени од висок степен на сиромаштија. Замислете, дека и повеќе. И јас верувам дека и повеќе. И секогаш овој вид на сиромаштија, женската сиромаштија, која мајката самохрана ја има, е врзана и неразделно од детската сиромаштија. Што прави нашето општество за детската сиромаштија во овој случај? Ајде да видиме. Детскиот додаток е околу 700 денари. При тоа, доколку не си вработена како самохрана мајка, немаш право на истиот детски додаток. Нема социјална мерка која носи економски добра на месечно ниво во однос на еднородителски семејства. А мора да има. Ајде да го отвориме законот за социјала. Ајде да дефинираме што значи самохрано родителство. Самохрани родител, може да биде жена вдовица. Самохрана мајка може да биде мајка која самоволно надвор од брак одлучила да роди дете. Дали тоа значи дека тоа дете не е не е граѓанин на оваа земја? Не, напротив. Дали жена која успеала да излезе од кругот на семено насилство и сака да се грижи сама за своите деца. Треба да биде уште бетер жигосана или дискриминирана. Токму тоа се случува. Росана, вас ви е неопходна помош. Наскоро ќе бидете мајка на 3 деца. Нема да можете да работите на почеток, бидејќи ќе одгледувате уште едно дете, но верувам дека понатаму, доколку ви биде понудена и доколку успеете и се понудат да ги сместат вашите деца во градинка, дека нема да одбиете работа. Ќе ги повикате ли институциите и хуманите луѓе да помогнат? Еве, ова зимо да не се најдете на улица и да вашите деца имаат оно што им е неопходно, храна, облека, што се ви е потребно? Најпрво дом, за да можам да ги загрижам децата, да ги израснам децата во нормални услови како што треба. Храна, облека, поради тоа што се не примам никакви приходи, не можам ни да работам, не можам ни храна, не можам ни леп да дадам ако не е татко ми. Ако има добри луѓе, ако сака да ми помогнат, слободно. И институциите, прво и основно ми е домот. Барем некој си социјален стан, макар и соба, ама да знам дека децава ќе израснат нормално и топло и не дај Боже можам да се породам сред зима на улица. Пошто татко ми, како татко, негова е куќата, утре може да ми рече замини си или било каде некој на друго место да ми рече така. Додека немам собствен дом и додека не можам да ги израснам децата во нормални услови, тоа ми е најбитно. Вие сте млада, имате само 25 години, животот е пред вас, верувам дека доколку ви се понуди нешто, вие ќе знаете да го искористите тоа на најдобар можен начин, да бидете добра граѓанка на оваа држава, за понатаму и вашите деца да бидат исто така. Она што ви е неопходно е топол дом и хуманитарна помош. Затоа, Дороти, да ги повикаме сите хумани граѓани да се обратат кај вас, еве можат. Нека се обратат во нашето здружение, може да ги поврзаме со Росана. Секој кој е волен и желен и кој има малку емпатија, го повикуваме на солидарност. Сакаме да ја помогнеме на оваа жена, сакаме да ја помогнеме на секоја една жена која е во критична состојба. За 3 малолетни деца да не останат на улица. Дефинитивно. Ќе направиме нешто. Сите заедно. Јас верувам дека и многу други мајки имаат потреба од ваква помош. Ние сме тука секогаш кога треба да ви излеземе во пресрет. Благодарност, Менче. Ви благодарам и на двете што бевте гости во нова. Благодариме ние.